Добро почитувани. Цела фабрика за марихуана на близок на Зоран Заев никнува во 2018 година среда земјоделско земјиште, за што има и посебен закон за градење, а општината ја легализира со лажни документи, изјави и цел еден геодетски елаборат. И сето тоа веќе е јавно објавено, а јавното обвинителство се уште не ги побара одговорите или барем заради јавниот интерес, не посочи дека ќе побара одговори за аферата фабрика за криминални легализации. Почитувани, фотографиите, сателитските фотографии зад мене се јасни дека објект во 2018 година во февруари немало, во април е почната градбата, се појавува целиот објект дури во март 2019 година, а оваа фотографија од оваа страна е реалната состојба сега, сателитска снимка од атарот на село Петралинци, општина Босилово. Ова се сателитските снимки со датуми, а ова е документот дека се легализирал објект од наводно изграден 2010 година. Една голема лага, еден голем криминал. По сето елаборирање на криминалот, јавното обвинителство станува глуво, дотаму не допираат гласовите. Иако, јасна е позадината, политичката спрега кај злосторничкото здружување, јасен е мотивот, а тоа е вносен наркобизнис и лиценцата која што Зоран Заев ја додели на својот сопартиец. Почитувани, инсистираме на сериозна истрага од јавното обвинителство, но истрага на која што нема да биде јавното обвинителство политичка алатка на мафијата на власт. Постои можност за двојно книговодство, празни места оставени во архивските книги за коруптивни натамошни дејанија. Постои можност за изиграни повеќе закони и оштетување на буџетот на Македонија. Прво, законот за градење на земјоделско земјиште, а потоа и законот за легализација на дивоградби. Постои сериозна можност за злоупотреба на службена положба и овластување на геодетот Битола заради изработка на елаборат за легализација на непостоечки неизграден објект. Постои сериозна можност за злоупотреба на службена положба и овластување од општински урбанисти, советници и секако на градоначалникот на општина Босилово. И секако постои сериозна индиција за постоење на злосторничко здружување за изигрување на законите, нанесување штета на буџетот со цел остварување на профит. Истрагата на јавното обвинителство за организиран криминал мора да одговори дали Драган Ѓоргиев, сопартиец и колега на Зоран Заев од пратеничкиот состав 2002-2006 година, знаел или му било ветено дека ќе добие лиценца за работа и брзал да изгради цела фабрика. Дали Ѓоргиев имал претходен договор или пак уживал заштита од градоначалникот со партиец Зоран Зимбаков на општина Босилово. Дали таквата заштита е имал и од председателот на Советот, исто така со партиец Аризанов. Внимавајте, се гради објект, фабрика, среде земјоделско земјиште. Понатаму, јавното обвинителство за организиран криминал мора да најде одговор зошто експратеникот Ѓоргиев за изработка на елаборат за фабриката која што не постоела, избрал геодетска фирма од Битола, геодетска фирма оддалечена речиси 300 километри од местото каде што е наводната фабрика, при толку геодетски фирми во Струмица, каде што и живее експратеникот Ѓоргиев. Дали врската на Ѓоргиев и геодетот Нечески, кој што го изработува елаборатот, била само политичка или постојат и други вакви изработени елаборати од него, односно дали постои историја на криминални изработени елаборати. Почитувани, постои мотив, постои поврзаност помеѓу сите инволвирани, постои криминал, постојат несоборливи докази во форма на документи и прецизни сателитски фотографии. Бараме правда веднаш, бараме справување со мафијата веднаш. Или мафијата, или Македонија. Ви благодарам на вниманието и дозволете ми сега да одговорам на прашањето
кое што стигна до прес-центарот на ВМРО ДПМН од редакцијата на Вечер, од каде што бараат коментар за резолуцијата на јавното обвинителство за така наречениот случај Теретана. Почитувани, наместо работа за граѓаните и зачувување на националните интереси, мафијата на власт 3 години потроши на политички сценирани прогони. Единствена цел им е оцрнување на ВМРО ДПМН и оцрнување на председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Сето тоа не може да го покрие криминалот, корупцијата, неспособноста, лукративноста, непотизмот и сите недемократски криминогени зафати, но и сето тоа не може да го покрие срамот кој што оваа мафија на власт и го нанесува врз нацијата. Нивното обвинителство сега потврди дека нема ниту една дамка во однесувањето, но потврди и дека така наречениот случај Теретана е целосно, брутално предизборно лажење и злоупотреба на институциите, но и на медиумите за пласирање на предизборни лаги. Оваа лага беше само една од низата конструкции, конструирани случаи против неистомисленици по примерот на најнедемократските, најтоталитарните системи во светот, но и во историјата. Но секоја лага, секоја манипулација смислена од мафијата и одобрена од Зоран Заев се распрснува. Вистината е една и единствена. Бродот ќе им потоне. Ова е само уште еден доказ дека се работи или мафијата, или Македонија. Изборот е Македонија. Ви благодарам.